Благодарам, председателке. Практично ова се измени на Законот за придонеси за задолжително социјално осигурување. Како што знаеме сите, со постојаното законско решение од оваа област, односно од во однос на здравственото осигурување, постои еден лимит на приходи кои во минатата година се остварени и кои што ако невработено лице оствари приходи над овој лимит, ондак го губи правото на здравствено осигурување пред Фондот за здравствено осигурување, односно тука има некои скалила кои што ако го надмине до одреден степен ќе плаќа помал износ од оној што е утврден за здравствено осигурување, но тоа не е толку важно. Важно е дека лимитот кој што се одредува од Фондот за здравство предизвикува во реалноста таква ситуација да луѓе кои што како вработени од придонесите на плата за задолжително социјално осигурување, они самите и членовите на нивните семејства се здравствено осигурани. И што се случува кога они, например, ќе изгубат работа некаде на крајот на годината и следната година они не можат, не само они не можат да остварат право на здравствено осигурување, туку и нивните членови, односно семејството исто го губи истото право, само заради тоа што го надминале лимитот, а лимитот е навистина мал, за оваа година и изнесува некаде околу 4700 евра. Со оглед на тоа што минималната синдикална кошничка генерално достигнува околу 1000 евра, да кажеме, тоа би било нешто помалку од 5 минимални синдикални кошнички за да се достигне овој лимит, што после тоа ќе го изгубат здравственото осигурување. Вакви категории може да се најдат луѓе кои што работат кои што имаат засновано работен однос преку договори за дело или ете останале невработени при претходна работа подолго време и баш оној момент кога они останале невработени, баш кога им е најпотребно да имаат здравствено осигурување каде што ќе можат да одат во здравствените институции на државата и да го остварат тоа право, кога се невработени, кога немаат, кога семејниот буџет им е оштетен, тие се приморани дополнително да плаќаат за здравствено осигурување, за истото да го ползуваат во здравствените институции. Од тука ние со предложените измени практично предвидуваме да овој лимит го нема и автоматски луѓето кои што не засноваат работен однос, они како и членовите на нивните семејства да можат да бидат здравствено осигурани во целост на товар на Фондот за здравство. Имено пред скоро време директорот на фондот имаше изјава која вели дека нивната цел е да се достигне универзално здравствено осигурување на сите граѓани на Република Македонија, што е и уставна категорија кај нас. Здравственото осигурување е универзално за сите граѓани на Република Македонија. Согласно ваквата искажана цел на директорот за Фондот за здравство, сметам дека со овие предложени измени ќе се достигне токму таа цел, да луѓето кои што не се вработени, кога ќе останат без работа, без разлика дали претходната година во нивните примања го имаат надминато овој лимит утврдено секоја година утврдувајќи се од Фондот за здравство, да имаат право на здравствено осигурување. Благодарам.